Во рамки на планираните сајамски презентации за оваа година од страна на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Република Македонија првпат беше присутна на сајамот за туризам БИТ 2013 во Милано, Италија, каде ги представи своите туристички капацитети. Вие го гледате најновото издание на Урбаните вести. Започна изградбата на атмосферската канализација на улицата Перо Наков. 4 улици во Ржаничино поплочени со бекатон плочки. Започна да се гради новата катна гаража кај музеот на жртвите од Холокаустот. Македонски Телеком донираше 66 интерактивни табли за основните и средни училишта. Советот за радиодифузија со апел до медиумите. Внимавајте како информирате за проектите на актуелните градоначалници и кандидати за нови мандати. На улицата Пера Наков во Маџари денеска започнаа градежните работи за изградба на атмосферска канализација. Рокот за изведба е 6 месеци, а вредноста на проектот изнесува 2.841.098 денари, со кој ќе се овозможи поголема безбедност на сите учесници во сообраќајот. Томислав Данасовски. Денеска на улицата Перо Наков и улицата 840 бис во населбата Маџари во општина Газибава започнаа градежните работи за изградба на атмосферска канализација. Овој дел од општината е едно од најфреквентните места, а кога има обилни дождови, водите се собираат на улицата и оттежното се одвива сообраќајот. Градежните работи ќе започнат на улицата 840 бис, која е широка 6 метри и има лош деградиран завршен слој на асфалт, кој на делови е многу оштетен и не овозможува нормално одвивање на сообраќајот и на одведување на атмосферските води. Во текот на градежните работи ќе се изврши целосна замена на оштетениот слој на асфалтот и ќе се вгради 490 кубни метри тампон со дебелина од 30 см. Врз тампонот ќе се нанесе асфалт во два слоја и завршен слој од 6 см од асфалтната маса АБ16. Причината поради која што го реконструираме овој дел од Перо Наков е таа што кога има големи дождови и особено и во зимскиот период се собира многу вода на овој дел, нема атмосферска канализација и имаат проблем и возилата кои што се движат во овој дел на Перо Наков и граѓаните кои што доаѓаат тука, а со оглед на тоа што има многу дуќани кои што пазарат луѓето и што купуваат, се јавува голем проблем. Тргајќи од тоа, градот Скопје во соработка со општина Газибова, направија проект, избравме изведувач и денеска почнуваме со градежните работи. При ова ќе се стави атмосферска канализација од рампата во Маџари, па се до третата капија во Металски завод Тито. Навистина, ова место во општината е едно од најфреквентните места, потегот од улицата Благоја Стевковски кон улицата Перо Наков покрај фабриката Металски завод Тито, и со овој проект во голема мера ќе се подобри функционирањето на оваа делница, а воедно и ќе се зголеми безбедноста на сите оние пешаци кои што се движат овдека. Вкупната вредност на проектот изнесува 2.841.098 денари, а рокот за изведба е 6 месеци. Со реализација на овој проект ќе се реши еден долгогодишен проблем и ќе се зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Нови 4 улици се поплочени со бекатон плочки во населеното место Ржаничино во општина Петровец. Улиците се со вкупна должина од 600 метри, а финансиските средства се обезбедени од буџетот на општината. Во населеното место Ржаничино во општина Петровец денеска беа пуштени во употреба 4 улици поплочени со бекатон плочки. Улиците кои се краци на главната улица 1 се со вкупна должина од 600 метри, а нивната изградба чини околу 50.000 евра. Средствата се обезбедени од буџетот на општината. Екипите деновиве активно работат на уште 8 улици во населеното место Петровец, од кои 4 се веќе завршени, а на останатите се уште се изведуваат градежни работи. Во населеното место Ржаничино пуштиме уште 4 улици со вкупна должина од 600 метри. Се вкупно имаме во населеното место Ржаничино пуштено 12 улици. Пред извесен период со бекатон плочки беа поплочени и улиците на кои се вршеле градежни работи за изградба на првата фаза од изградбата на канализационата мрежа. Санацијата и реконструкцијата на улиците низ населените места ќе придонесе за полесно одвивање на сообраќајот и движење на пешаците од оваа општина. Клубот на млади при Црвениот крст на град Скопје донира хигиенски производи во дневниот центар за деца од улица во Киселавода. Ова активност е во рамките на проектот Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности.
Освен оваа донација на иницијатива на младите се реализира и едукативно предавање на хигиената и здравите животни навики. Во хуманитарната акција се вклучени и дел од стопанскиот сектор во општина Киселавода. Компанијата Авете Интернационал донира хигиенски производи за секое дете, а дел од нив ги намени и за самиот центар. Денеска започнаа градежните работи за изградба на нова катна гаража во близина на Музеот на жртвите од Холокаустот. Со оваа катна гаража ќе се намали хаосот со паркирање во овој дел на градот. Андријана Димтриевска. Во центарот на Скопје, во близина на Музеот на Холокаустот на Скопје, беше поставен камен темелникот и беше означен почетокот на градежните работи за изградба на катна гаража. Гаражата е поставена на една од најфреквентните улици во градот, така што со изградбата на катната гаража ќе се намали хаосот за паркирање кој владее во градот, а ќе обезбеди 169 нови паркинг места. Градежните работи планирано е да завршат за 2 години. Владата пред 2 години најави 7 катни гаражи за средување на хаосот за паркирање во центарот на главниот град. Денеска беше поставен камен темелникот на последната, односно на 7-та катна гаража. Инвеститор на катната гаража е акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор. Во изградбата ќе бидат инвестирани 237 милиони 190 илјади денари. Новиот објект ќе биде со површина од 10.037 метри квадратни и ќе понуди 169 нови паркинг места. Треба да го решиме овој проблем во главниот град на државата. Хаос со паркирањето. Се повеќе се градат во центарот деловни објекти, канцеларии, разни згради, стамбени живеалишта, музеи, театри, институции на државата, а се помалку има место каде што може да се паркираат. Многумина во минатото проектирале, цртале детални урбанистички планови, ама никој не мислел дека тамо кај што се гради и каде што ќе се собира многу луѓе, многу народ, дека треба и да се паркираат возила. И така стихино работите се одвивале без да се реши ова прашање. Груевски додаде дека изградбата на предвидените катни гаражи се одвива според плановите и за сите е обезбедена финансиска конструкција и се склучени потребните договори. Агенцијата за храна и ветеринарство денеска го започна проектот за подобрување на јавната свест за безбедност на храната. Ке се реализира во 5 општини во Македонија и е наменет за целото население од аспект на потрошувачи. Овој проект вклучува промотивно-едукативни презентации со кои ќе бидат опфатени градинките, училиштата, факултетите и јавните институции. Во рамки на проектот кој се реализира со финансиска подршка на јапонската организација ЈИЦА ќе се дискутира за начинот на чување и складирање сурова, приготвена и термички обработена храна, за начинот и значењето на означувањето на производите наменети за консумација, за најчестите заболувања предизвикани од храна, најчести случаи и примери за труење со храна, разлика помеѓу квалитет и безбедност на храна. Една од општините која е избрана за спроведување на овој проект е општина Газибаба. За таа цел денеска и утре во општинската зграда на Газибаба се одржуваат трибини со директорите на средните и основните училишта, детските градинки, педагози, професори по биологија и хемија, како и луѓе вклучени во процесите на подготовка на храна. 66 интерактивни табли беа донирани од страна на Македонски Телеком во 66 основни и средни училишта низ Република Македонија. Интерактивните табли во целост ќе го заменат класичниот начин на предавање со пишување на старите зелени табли и креди. Донацијата е во износ од 165.000 евра. Ивана Митковска. Со донација од 66 електронски табли, Македонски Телеком зелените школски табли и креди ги испрати во историјата на образованието. 66 интерактивни табли, кои денеска беа промовирани во просториите на основното училиште Кирил и Методи од министерот за образование и наука Панче Кралев и главниот извршен директор на Македонски Телеком Даниел Сас, се донирани во 54 основни и 12 средни училишта низ државата, а донацијата е во износ од 165.000 евра. Овие електронски табли во целост ќе го заменат класичниот начин на предавање со пишување на старите зелени табли и користењето на креди и сунгери, со што на учениците ќе им се овозможи на полесен и поинтересен начин да ги совладаат наставните содржини, а со тоа ќе се подобри квалитетот и успехот на наставата. Министерот за образование и наука Панче Кралев
Посочи дека целта на овие смарт табли е да се подобри воспитно образовниот процес. Предност добива секојаш училишта кои активно ја користат компјутерската опрема и каде што наставниците се наградувани во континуитет за користење на ова опрема. Такви се моментално 66 кои беа избрани од 130 училишта кои аплицира на овој јавен повик. За наставниците кои ќе користат овие интерактивни табли, значи ќе биде спроведена и веќе се спроведува една обука со цел да се овозможи значи што по подобро искористување на новата информатичка технологија која е воведена во сите училници во Република Македонија. Обуката за користење на новите електронски табли ја поминале околу 130 наставници. За интерактивната табла се користи видеопроектор како и соодветна компјутерска програма, поставена на компјутерот кој го потребува професорот. Кога не станува збор за презентирање компјутерски подготвена содржина, таблата се користи како обична бела табла на која може да се пишува со фломастери. Главниот извршен директор на Македонски телеком Даниел Сас изјави дека оваа донација ќе има видливи ефекти на долги патеки и ќе им користи на многу идни генерации на ученици и дека овој проект ќе направи вистинска разлика во унапредувањето на образованието на ниво на цела Македонија. Со донацијата на овие 66 смарт табли, Македонски телеком ја заокружи донацијата за поддршка на проектот на владата Компјутер за секое дете. Утре со почеток во 21 часот во спортскиот центар Борис Трајковски екипите на средните училишта Никола Карев и Кочо Рацин ќе одиграат кошаркарски надпревар за трето место од средношколскиот зимски кошаркарски турнир кој е во организација на општина Карпош. Веднаш понив во 22 часот следува финалниот надпревар за првото место помеѓу екипите на гимназиите Орце Николов и Георги Димитров. Наградниот фонд за првопласираната екипа изнесува 150.000 денари, за второпласираната 100.000, додека третопласираната ќе добие 50.000 денари. Советот за радиодифузија од денеска па се до 4 март, кога ќе започне изборната кампања, ќе врши засилен мониторинг на медиумите. Во наредните 2 недели е забрането информирање и промовирање на кандидатите за градоначалници и членови на советничките листи. Елизабета Дамјановска. Општинските изборни комисии утврдените единствени листи ќе ги огласи најдоцна 25 дена пред денот определен за одржување на изборите, односно на 26 февруари до сите населени места и на избирачките места во општината, односно во градот Скопје. Комисијата за верификација на фактите ги разгледува листите со кандидати за локалните избори, за да утврди дали некој бил соработник на тајните служби. Околу 1/3 од кандидатите веќе го поминале лустрацискиот филтер, затоа што и во претходниот период биле градоначалници или советници. Од проверката на податоците на кандидатурите во некои општини се гледа дека главните конкуренти на кандидатите за градоначалници на ВМРО ДПМНЕ ќе бидат кандидатите на Социјалдемократската унија и на Социјалдемократската партија. Дом за предстојните локални избори ќе поднесе 39 советнички листи на кои се наоѓаат 723 кандидати. Носител на листа на општина Центар е доктор Бети Дејанова. Дивна Видењик е носител на листа на општина Киселавода. Кандидатури за изборите поднесоа ВМРО ДПМНЕ и другите партии од коалицијата за подобра Македонија, ДУИ, ДПА, НДП. На локалните избори ќе учествуваат и 29 независни кандидати, а потписи беа собрани и за 95 независни советнички листи. Трката за главниот град владеачката партија и овој пат ќе ја трча со Коце Трајановски. На листата предлог за градоначалници од ВМРО ДПМНЕ остануваат актуелните: Борче Митевски на Скопската општина Петровец, Жика Стојановски на општина Илинден, Петра Латиновски во Бутел ќе биде кандидат за уште еден мандат. Наместо досегашниот градоначалник на општина Киселавода Маријан Ѓорчев ќе се кандидира актирката Билјана Беличанец Алексиќ. За општина Зелениково ќе се кандидира Веле Груевски, досегашен градоначалник на општината. За општина Сопиште господин Стефче Трпковски, пратеник во Собранието на Република Македонија. За општина Сопиште Стефче Трпковски, пратеник во Собранието на Република Македонија. За општина Сарај кандидат е Зоран Бошковски, секретар на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ во оваа општина. Кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМНЕ за општина Карпош е Јагнула Куновска. За општина Аеродром е досегашниот градоначалник Ивица Коневски. За општина Ѓурче Петров кандидат за градоначалник е досегашниот градоначалник Сокол Митровски.
Ждрипката за утврдување на единствената листа на кандидати за членови на Советот на општината, односно Советот на град Скопје и единствена листа на кандидати за градоначалник на општината, односно градот Скопје, ќе одржи на 24 февруари. Претходно, Државната изборна комисија ги известува властивните представници на подносителите на листите за одржување на ждрипката. Опозицијската СДСМ и неколку други помали партии најавија бојкот на изборите. Со соопштенија за бојкот на изборите се огласија и ЛДП, ЛП и партијата за движење на турците. До 8 март треба да заврши задолжителната едукација на членовите на општинските изборни комисии, а од 1 до 21 март општинските изборни комисии ќе организираат, вршат и спроведуваат едукација на членовите на избирачките одбори, според планот и програмата на ДИК. Изборната кампања започнува 20 дена пред денот на изборите, односно на 4 март на полноќ и завршува на 22 март. Во првиот и вториот круг на гласање кампањата не смее да трае 24 часа пред денот на изборите и на денот на изборите. Советот за радиодифузија од денеска па се до 4 март, кога ќе започне изборната кампања, ќе врши засилено мониторирање на медиумите. Во наредните 2 недели е забрането информирање и промовирање на кандидатите за градоначалници и членови на советничките листи. Во рамките на уредувачката политика на медиумот е дали ќе третира одреден настан, припуштање во употреба на некој објект или некакви капацитети. Но законската рамка забранува во истиот контекст да се спомене кандидатот за градоначалник или пак да се објави или пушти негова изјава, а личностите кои од страна на надлежните изборни органи се потврдени како кандидати за градоначалници или за членови на советите на локалната самоуправа не смеат да се појавуваат во програмите на радијата и телевизиите од моментот на потврдувањето до започнувањето на изборната кампања. Од Советот за радиодифузија потсетуваат дека медиумите ќе се соочат со казни доколку го прекршат изборниот законник и правилникот за однесување на радиодифузирите во периодот пред започнување на изборната кампања. Во случаите кога потврдените кандидати се истовремено и актуелни носители на функции, радиодифузирите можат во вестите да информираат за оние нивни редовни активности кои се тесно поврзани за извршувањето на функцијата. При тоа, начинот на известување не треба да биде во корист на нивната кампања, односно носителите на функции не треба да се најдат во привилегирана положба, известување за активности кои представуваат изборна кампања, какви што се отварањето јавни објекти, училишта, здравствени објекти и слично, или за други настани намерно создадени со цел да се привлече поголемо медиумско внимание, додаваат од СРД. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје по известувањето добиено од Ева на Македонија ги известува граѓаните дека утре без електрична енергија ќе останат корисниците од местото Викано Ваков, село Батинци, општина Студеничани, од 9 до 14 часот. Од 9:30 до 15 часот дел од корисниците од село Кучково, општина Ѓорче Петров. Во период од 9 до 16 часот дел од корисниците од улица Алекс Демниевски, општина Ѓорче Петров и од 9:30 до 15 часот корисниците од село Ласкарци, општина Сарај. Кои се дел од културно-забавните случувања вечерва во Скопје гледате од следниот прилог. Во Драмскиот театар вечерва од 20 часот се игра представата Хамлет од Вилијам Шекспир, а во режија на Дејан Пројковски. Представата Сомнително лице од Бранислав Нушик се изведува вечерва во Македонскиот народен театар од 20 часот во режија на Синиша Евтимов. Играниот филм Родени убијци се прикажува вечерва во кинотека на Македонија од 20 часот. Филмот Родени убијци останува еден од најзначајните култни американски филмови кои во 1994 година ја добива специјалната награда на жирито на Венецијанскиот филмски фестивал. Во Менада во Старата Скопска чаршија од 22 часот филмскиот дебатен клуб Лале ви го прикажува филмот Цезар мора да умре. Во МЦМ Кабаре вечерва од 21 часот уживајте во Индамон со Сашо Георгиевски вокал, гитара и усна хармоника и Никола Петровски на гитара. Еве што следува понатаму во вестите. Спорт. Денеска и утре во Лигата на шампионите се играат последните 4 средби од првите дуели во нокаут фазата. Актуел Драган Мијалковски ќе одржи концерт во Универзална сала. Денеска и утре во Лигата на шампионите се играат последните 4 средби од првите дуели во нокаут фазата. Спортските вести се веднаш по рекламите.